Почнува министр, уште допраште. Вие рековте вака. Само што ќе дојдеме на власт, дека цената на оризот ќе биде 25 арпата, 50 белио. Уште една лага ваша е тоа. Еве ќе кажам пред сите. Вие лично на мене ми рековте. Најдете, извинете. Најдете ја изјавата. Еве можат камерите да видат. Тоа се ваши изјави, не се мои. Еве нека видат. Тоа е ваше, тоа традициозно. Не е наше. У име на сите земјоделци, да прашам, еве, почнува сега жетвата на оризо, кај нас е више поцената, шо со цената нема никаков откуп, беше со 25 со 50. Вие обеќавте, луѓето стоат за тоа. Дај да видиме до кој степен сме дојдени ние. Ние сме доведени на питечки стап. Се е уништено, се е катастрофално. Еве и ова е ориз што го знаеме, сега тука ова е не е ориз, не е ова е срамота ова да го прикажеме како институт. Прво, да се сликаме, да се надуваме, срамно и жалосно е ова. Еве, да ви кажам, дојдете да видите, многу земјоделци имаат поубав, поквалитетен ориз, по-добро се. Немаме семенски материјал, немаме такви работи, немаме ништо. На тоа поле, дали нешто има за нас земјоделците, да се произнесе. Апсолутно, ние денес сме тука на покана на општината во рамки на оваа значајна и убава манифестација за целиот овој регион. Со 10% што викате зголемено производство, 10% на овој производство ние не може да зголемуваме. Со овие услови, со овие квалитетни семиња, значи ние не може да зголемуваме. Што ќе биде? Субвенциите ги нема. Еве, немаме субвенции и не можеме никој пат да добиеме ние на овој начин со 10% зголемуваме. Државата не може да ги регулира цените, значи ќе се остави на пазарните инструменти, ама државата ја дава целокупната поддршка. А да се обратите кај тие кои што ве лажеле за во целиот претходен период. Вие рековте. Ова е име на сите земјоделци. Не е политички, ова не е политички.